Метална рампа со знак стоп стои препречена над асфалтниот пат што води кон манастирот Свети Василий Велики не пониква. Рампата е заклучена со катанец, па со моторно возило не може да се продолжи движењето. Со тоа се губи функцијата на новоизградениот асфалтен пат кон манастирот и кон скилифтот број 3. Наместо да биде бојадисана, металната цевка е обвиткана со црвена и бела пластична фолија, веројатно со намера да биде полесно забележлива. Според свежо бетонираните метални држачи, може да се заклучи дека таа овде е од скоро. Во редакцијата на Канал 8 денеска имаше телефонски јавувања од граѓани, кои викендов при посетата на планинскиот рекреативен центар биле изненадени од сликата што ја затекнале на лице место. Препреката била поставена од пред една недела и не знаеја да кажат кој и зошто ја поставил овде. Дел од граѓаните излегоа со предпоставки дека можеби тоа е обид да се спречи дрвократството, но од јавното претпријатие Македонски шуми негираа дека тие се одговорни за рампата. Таа го отежнува и поминувањето на градежната механизација за објектот што се гради во непосредна близина, па работниците се снаоѓаат со алтернативни решенија. Неофицијално била поднесена дури и пријава до соодветните инспекцијски служби во општина Пробиштип, со оглед што рампата се наоѓа на нивна територија. Сепак ни беше посочено дека одговорот треба да го побараме во локалната самоуправа на Кочани, која е одговорна за поставената метална препрека. Во краткото појаснување од таму, ни беше речено дека рампата е со цел да го оневозможи поминувањето на тешки товарни возила, за да се спречи уништувањето на асфалтот. По добиените поплаќи од граѓаните, во текот на денот бил направен увид на лице место и заклучено е рампата да се подигне на одредена височина, за да можат да поминуваат патничките возила. И покрај се, необично е што металната цевка е поставена токму на место што е во јавна сопственост, односно не попречува движење кон приватен имот. Со тоа во прашање доаѓа законската оправданост на ваквата постапка.